Овој закон за регистрирање на готовински плаќања член 20а. Вели доколку при вршењето на контрола даночниот инспектор или даночниот контролор утврди дека даночниот обврзник нема воведено фискален систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања, составува записник во која внесува констатираната незаконитост. Врз основа на констатираната незаконитост, управата за јавни приходи донесува решение со кое на даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност во деловната просторија во траење од 30 дена. Доколку при вршењето на контролата даночниот инспектор или даночниот контролор утврди дека даночниот обврзник прометот не го регистрира преку фискален систем на опрема или не издава фискална сметка на купувачите, односно на корисниците на услугата, составува записник во кој ја внесува констатираната незаконитост. Врз основа на констатираната незаконитост, управата за јавни приходи донесува решение на со кое на даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност во деловна просторија до плаќање на глобата, но не подолго од 15 дена. Значи, не постои можност да не биде затворен, да не биде пломбиран објектот. Сега, како тоа УЈП вика не беше затворен? За правни лица, асистент за утврдување на данок на даночни обврзници на територија даночно деление Кочани бил известен Виктор Анакиев. Дали он ја вршил контролата, не знае. Но ние му поставивме прашање на господинот дали тој ја вршил контролата и ако тој ја вршил, кога ја вршил контролата. Ја видел пораката, не ни одговори. Ама ако го вршил он, има други прашања, логично. Зошто не бил пломбиран? Зошто не бил затворен? Дали станува збор за наш човек, остај го пише му само казна? Така натака, други прашања се појавуваат тогаш, ама тие ќе поставиме прво да добиеме кој го вршил надзор.